Од она што го слушнавме денеска од судијата при објавување на пресудата, може да се заклучи дека судот ги прифати од наводите на одбраната дека кај Гордана Јанкуловска воопшто не постоело ниту умисла, ниту намера да се уништи конкретната опрема, а уште помалку да се причини било каква штета на државата и на министерството. Задоволни сме од пресудата, чекаме апелација да ја потврди истата и понатака се надеваме дека ако не во кривична постапка, тогаш во граѓанска постапка ќе се утврди кој го вршил прислушкувањето и да се надомести нематеријалната штета која што Гордана Јанкуловска има претрпено како една од најголемите жртви на прислушкувањето. И вие барате уштета во граѓанска постапка? Гордана Јанкуловска бара, да. Така како што ве разбрав, не знаела дека се врши прислушување, немала таква документација добиено дека се уништува опремата за прислушување? Па немала информација бидејќи кога е пратен извештајот дека опремата е уништена, Гордана Јанкуловска фактички веќе не е министер во тој период, бидејќи извештајот е пратен на 8 април, 8 мај, а Гордана Јанкуловска практично следниот работен ден веќе и престанува со вршење на министерската функција. А таа каква комисија формирала? Таа формирала комисија која што имала општ назив, значи комисија која што требало да направи попис, процена и доколку е потребно да се уништи нека опрема која што е технички нефункционална и неисправна, да ја уништи. Меѓутоа, апсолутно не било наведено каква опрема ќе се попишува, а уште помалку дека треба нешто да се уништи. И се однесувало значи за опрема која што била во рамките на целата управа за безбедност и контраразузнавање.